Добар ден, вести во 18, ова се настаните на денот. Водата во Гостивар останува забранета за употреба. Надлежните најавуваат почести мерење на квалитетот. Се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење. Над 200 повици дневно. Топлотниот бран го вжешти телефонот на итната помош. Граѓаните бараат помош за колапси и топлотни удари. 5-6 и повеќе зависи од смена во смена дневна, кога се работи за најавни места колапс. Уштетен сомнителен случај на западно-нилска треска. Тројца од хоспитализираните се во критична состојба. Има воспаление на мозок и мозочни обвивки од вирусно потекло. Пожарот во Кавадарци активен, но под контрола. Надлежните се сомневаат дека бил подметнат на Илинден. Со ваква координирана акција, целиот обрш на пожарот е офатен. Неговото гасење требаше да се прави малку на еден поспецифичен начин. По физичкиот напад, судот ја одреди притвор на жената што нелегално наплаќаше влез во локалитетот Камени кукли во Кратово. Водата во Гостивар останува забранета за употреба. Надлежните по седницата на главниот штаб за кризи најавија почести мерење на квалитетот и дополнителни снабдување на гостиварци со цистерни и со флаширана вода. Во меѓувреме од Министерството за здравство информираа дека се намалува бројот на прегледи. Повеќе од Маја Стојановска. Водата во Гостивар се уште не е безбедна за пиење и останува да се користи исклучиво за технички потреби. Ова денеска го соопшти министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по седницата на главниот штаб за управување со кризи. На состанокот било одлучено во наредниот период да се интензивираат контролите на квалитетот на водата, се додека не се добијат 3 последователни исправни микробиолошки анализи. До тогаш, жителите ќе продолжат да добиваат флаширана вода, а според Тошковски, досега се дистрибуирани речиси 600.000 литри. Во меѓувреме, продолжува хиперхлорирањето на водоводниот систем. Тошковски вели дека присуството на хлор е регистрирано на сите контролни точки, што е показател дека дезинфекцијата се одвива успешно. Паралелно се испира примарната мрежа, зашто упати и апел и граѓаните да ги отвараат чешмите, за да се исчисти секундарната водоводна мрежа во домовите. Се уште варира квалитетот на водата и не е на соодветно ниво за да истата може да биде предмет на пиење, останува значи да се употребува како техничка вода. Се договоривме точно да како ќе продолжат останатите испитувања во иднина, ќе се зголеми да речеме квантитетот, континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции. Треба да се истекува водата максимално во наредниот период, колку што е можно повеќе ги замолуваме граѓаните да ја истекуваат водата до секој едно корисничко место кое што го поседуваат и во приватна собственост. Од јавното претпријатие Водовод и канализација велат дека бактеријата Proteus mirabilis, која беше пронајдена во дел од примероците очекувана, поради застојот на водата во системот за време на целосната забрана за користење. Тоа бактерија најчесто се јавува како биофилм во цевководниот систем и најчесто се јавува од застоена вода. Со оглед на тоа дека претходно имаше и забрана за водата да се користи ниту за пиење, ниту за техничка, е очекувано истата да се јавува во примероците, затоа е и постапено согласно протоколите. Во меѓувреме, Министерството за здравство информира дека вчера биле регистрирани 78 прегледи, или 6 помалку од претходниот ден. За споредба на 18 јули, кога беше врвот на кризата, биле евидентирани 650 прегледи. Според здравствените власти, во овој момент состојбата е стабилна, а бројот на пациенти постепено се намалува. А водата во Гостивар и денеска е тема на политички обвинувања. Опозицијската СДСМ бара обвинителството да отвори истрага за случајот. Од власта пак возвратија дека водата била загадена и во минатото. Андријана Лазова Божиновска.
Не запираат меѓупартиските обвинувања за тоа кој е виновен за загадената вода во Гостивар и колку често проблемите се повторувале во минатото. Од СДСМ ја лоцираат одговорност, така и премиерот и министерот за здравство и повторно го повикаа обвинителството да отвори истрага. Вела дека тие имаат различни препораки до граѓаните за употреба на водата, иако се утврдило дека таа содржи опасна бактерија и треба да е целосно забранета. Сега и официјално е потврдено. Присутна е опасната бактерија Pseudomonas aeruginosa, која има сериозни последици по здравието на човекот. И ова е страшна информација. Обвинителството мора веднаш да отвори истрага. Мора да има кривична одговорност за Христијан Мицкоски, Сашо Клековски и сите одговорни лица во институциите кои молчаа и не презедоа мерки додека беше загрозено здравието на илјадници граѓани. СДСМ се обидува политички да профитира од состојбата во Гостивар, а кога беа на власт не ги решавале ваквите проблеми. Велата од ВМРО ДПМН. Од партиската говорница повторно покажаа документи со кои тврдат дека во 2022, 2023 и 2024 година имало неколку случаи со потврдена небезбедна вода за пиење токму во Гостивар, а воопшто немало забрана за употреба на истата. Документите кои ги проследуваме секојдневно до јавноста покажуваат дека во периодот кога Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, а институциите беа под нивна надлежност, имало бројни случаи на небезбедна вода за пиење, но тие не наишле на решавање од страна на тогашната власт. Наместо денес да држат лекции, Социјалдемократскиот сојуз и Венко Филипче треба да одговорат зошто со години не презеле мерки за решавање на проблемите со водоснабдувањето, но и со безбедноста на водата за пиење во Гостивар, но и во сите други населени места. За епидемијата во Гостивар, која е прогласена официјално од 19 јули, градоначалникот кој доаѓа од партијата на Таравари, Валмон Лимани, кажа дека не чувствува лична одговорност. За сега во 30-дневен притвор се Артана Асани, Леон Уредини и Ваденин Дервиши, раководителите од јавното предпријатие Комуналец. Високите температури го зголемија бројот на повици во итната медицинска помош. Оттаму велат дека во просек имаат и по над 200 интервенции дневно. Најголемиот дел поради колапси или влошена здравствена состојба од временските услови. Во меѓувреме Институтот за јавно здравје излезе со препораки за граѓаните. Повеќе од прилогот на Мирјана Мирчевска Јовановиќ. 200 повици дневно во брзата помош од граѓани кои имале проблеми заради влошена здравствена состојба со високите температури. Најчесто се колапси, проблеми со крвниот притисок и сообраќајни незгоди. Докторите од брза помош објаснуваат дека влошено е психичкото здравје кај граѓаните. Дневно секој пат има од неколку до 5-6 и повеќе, зависи од смена во смена дневна, кога се работи за најавни места колапс. Состојба како сега топло време што го крвотокот, нели циркулацијата што ја нарушува, да кажам, кај што доаѓа до тие хипоксии, нели особено на мозокот, во смисол многу низок притисок, дехидратација, е нормално да има психичка промена кај пациентите, тогаш ќе се влоши деменцијата, тогаш стануваат нели понервозни, поразразливи, нетрпеливи. Луѓе кои што навидом биле здрави, нели може да се случат инсулти, нели инцидентно состојби непредвидливи предходно. Од Институтот за јавно здравје со препораки до граѓаните да не се излегува во најтоплиот период во денот. Во случај на прегревање на телото, сончаница може да се појават симптоми како слабост, вртоглавица, гадење, грчеви во мускулите. Во потешки случаи може да има и забрзано чукање на срцето и губење на свест. Црвениот крст на терен во најтоплите денови во заштита на граѓаните. Тие на граѓаните им даваа вода и им кажуваа совети. Од Црвениот крст посебно внимаваат на бездомните лица, на кои им треба лекарска помош. Во период од 11 до 16 часот ги имате од 3 до 5 тима на главните автобуски постројки, односно на тие постројки кај што се директно изложени на сонце, кај што фреквентира постара популација. Во тимот има и медицинско лице, без разлика до тоа дали е сестра или лекар. Граѓаните може да побарат совет. Доколку сте лаик, да се потрудите, пошто не знаеме тоа лице што е доведено до колапс, доколку лицето е дехидрирано и е во свесна состојба, да се потрудите да му дадете вода
и да имате целосна контрола, условно кажано, врз повреденото лице. Се дека не пристигнат екипите на итна медицинска помош. Граѓаните во брзање ги завршуваат обврските до Пладне, иако топлото е уште од рано, Сабајле раскажуваат. Имам да речам тироида која што уопште не трпи сонце, а и на наши години не треба тоа да го правиме. Него во саатите кога можеме да издржиме, ве сега што направив? Направив право дома. Повеќе сум дома, еве денес ми се чинеше малку посвежо, па излегов нешто да пазарам. И сега на автобус. Фала за водичката, се освежив и онака бев жена. УХМР најавуваат топла работна недела и до 40 степен, каде на некои места може да се достигне температури над 40 степен. Двајца македонски државјани прогласени за персона нон грата во Албанија. Властите во Тирана оцениле дека представуваат закана по безбедноста. На клиниката за инфективни болести има нов сомнителен случај на западно-нилска треска. Од досега потврдените случаи, тројца пациенти се уште се во критична состојба и се приклучени на машина за механичка вентилација. Повеќе од Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Нов сомнителен случај на западно-нилска треска е пријавен на клиниката за инфективни болести во Скопје. Во моментов на инфективна се хоспитализирани 10 пациенти, кај кои е потврдено присуство на вирусот западен Нил и уште 7 пациенти кои се водат како клинички суспектни, иако резултатите од ПЦР тестовите се негативни, информира директорот на инфективна Фадил Цана. Во текот на деноночието е хоспитализиран уште еден пациент, кај кого е потврдено дека има воспаление на мозок и мозочни обвивки од вирусно потекло и позитивна серологија од серум на Вест Найл вирусот, така што и тој случај се смета дека е суспектен, но за да се докаже невроинвазивната форма, ни требаат дополнителни исследувања од цереброспиналната течност. Инкубацијата на болеста, како што вели инфектологот Цана, трае до 14 дена и тешко е да се предвиди како ќе се одвива болеста. Но според досегашното искуство, помладите и здрави луѓе, каснувањето од комарецот го поминуваат без никакви симптоми. Постарите лица со придружни заболувања, имунокомпрометирани лица, тоа со ослабен имунитет, се подложни на овој вид на заболување. Тоест на потешката форма, затоа што 80% тоа што неколку пати е кажано, на 80% од случаите поминуваат лесно или да кажам и асимптоматски. Тројца пациенти се се уште во критична состојба, со воспаление на мозокот и се приклучени на машина за механичка вентилација. Најголем дел од нив се на возраст од околу 60 години и не патувале надвор од државата. Пожарот кој изминатото денонокие зафати околината на Кавадарци е значително намален и се очекува до крајот на денот да биде изгаснат, информираат надлежните. На терен интервенираат пожарникари и локалното население, а од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека станува збор за комплексен пожар кој гори на тешко пристапен терен. Дејан Србиновски. Се уште трае борбата со огнената стихија во Кавадаречко. Иако дел од пожарите се значително намалени, пожарот што изминативе денови гореше на потегот Раец-Дрено-Кесендре е ставен под контрола, а надлежните очекуваат до крајот на денот целосно да биде изгаснат. Дополнителен проблем представуваат и двете нови жаришта кај Камендо и меѓу селата Цирково и Манастирец, каде што постои опасност огнот да прерасне во пожар од големи размери. Гори сува вегетација, грмушки и дрва, а високата температура и ветерот создаваат услови за брзо ширење на пламенот и појава на нови жаришта.
На терен се ангажирани пожарникари, екипи на Дирекцијата за заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи и граничната полиција и шумското стопанство. Како превентивна мерка за заштита на жителите и на учесниците во интервенцијата, во селото Дреново се стационирани 2 амбулантни возила со лекар, информира градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Од утрово имаме голема екипа на терен од 05 часот на утро. Од територијалната противпожарна единица Неготино имаме 4 пожарникари со едно возило. Имаме од дирекцијата за заштита и спасување 3 ертрактори. Имаме од Овара Кавадаци 10 полицајци со теренски возила кои што помагаат на нашите пожарникари. Имаме 12 пожарникари од територијалната противпожарна единица, 5 пинцови. Со ваква координирана акција целиот обрат на пожарот е офатен и сите елементарни загрозувања, би ги нарекол, се елиминираат. Со порастот на дневните температури и засилениот ветер, постои ризик од повторно активирање на жариштата, предупредува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов. Овој пожар е исклучително тежок за гасење пожар, комплексен пожар кој што се одвива на тешко пристапен терен, обраснат со густи грмушки и трња, тежок за движење на пешадија, но и многу стрмни ридишта, како што се овие овде зад нас. Исто така, како што кажа градоначалникот, гореше голема линија на пожарот, пожарна линија, така што неговото гасење требаше да се прави малку на еден поспецифичен начин. Градоначалникот Јанчев покажа школски пример како треба да се гаси еден ваков пожар. Секој нов пожар, појава на чат или сомнително однесување, треба веднаш да се пријави на единствениот број за итни повици 112. Најкритичните часови допрва следуваат. Со растот на дневните температури и засилувањето на ветерот се зголемува опасност од повторно активирање на недогаснатите жаришта, посочуваат надлежните. Основното јавно обвинителство Куманово побара судот и определи притвор на кратовчанката која пред 2 дена беше приведена поради физички напад врз посетители на локалитетот Камени кукли. Станува збор за личноста која извесен период нелегално наплаќа влез во локалитетот во Кратовско, кој е прогласен за споменик на природата. Кратовчанката која наплаќаше влез во Камени куклици заврши во притвор. 41-годишната Стојна Димитровска, според обвинителството, подолг период бесправно го узурпирала заштитениот локалитет. Бесправен основ им наплаќала влезници на посетителите, влегувала во расправи и им упатувала закани. И покрај претходно изречената забрана да го посетува локалитетот, таа продолжила со истото однесување, а при последниот инцидент физички нападнала и полициски службеници кои се обиделе да легитимираат и приведат, заедно со нејзиниот сопруг, и претходно биле инволвирани во спречување пазарни инспектори при вршење службени дејствија. При последниот инцидент осомничената презела и дејствие на кривично дело, спречување службено лице во вршење службено дејствие, односно физички ги нападнала и ги спречила полициските службеници кои се обиделе да ја легитимираат и приведат. Од тие причини кои укажуваат на опасност од бегство, но и на јасна тенденција осомничената да продолжи да врши кривични дела. Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка достави предлог за определување мерка притвор. Предлогот на јавниот обвинител е прифатен и судот со решение ја определи притворската мерка. Соопштија од обвинителството, случајот со нелегалното наплаќање на влезници се актуализираше по сведоштва на посетители објавени на социјалните мрежи, на чии видеа се гледа дека биле спречувани да влезат доколку не платат. Според нив, на дел од туристите им биле наплаќани по 10 евра од лице, а при претходни посети и до 20 евра, со објаснување дека локалитетот Камени кукли е приватна сопственост. Зашо да плати? Што си паркиран тој? Што си улегнал, што си користил, платили? Па нема ни да плати, зашто ова е национално богатство. Проблемот со узурпацијата на заштитеното природно подрачје, според надлежните, се провлекувал долг временски период. Од општина Кратово посочија дека за случајот алармирале уште во 2015 година, а во 2024 година биле поднесени кривични пријави. Мерено според куповната моќ, вредноста на бруто минималната плата во Македонија во јули 2026 година е повисока во споредба со 7 земји членки на Европската Унија, покажуваат најновите податоци од Евростат. Сандра Спасовска на темава.
Мерено според куповната моќ, вредноста на бруто минималната плата во Македонија во јули годинава била повисока споредбено со 7 земји членки на Европската Унија, како и повисока од онаа во Србија, Црна Гора, Албанија и Турција, покажуваат податоците на Евростат за минималните бруто заработки на земјите членки и кандидатки. Според статистиката, во јули годинава минималната плата во земјава изнесувала околу 423 евра нето или 624 евра бруто, додека истиот месец во 2016 таа била 236 евра, што представува зголемување од 388 евра. Од Сојузот на синдикати велат, иако според пресметките за куповната моќ Македонија е рангирана повисоко на листата, тоа не значи дека работниците во земјава живеат подобро. Според нив, Македонија и натаму е на дното во Европа според висината на минималната плата. Куповната моќ не значи дека работниците живеат подобро, туку само ја споредува вредноста на платите во однос на цените. Реалноста е дека македонските работници понатаму примаат една од најниските минимални плати во Европа, а секојдневно се соочуваат со високи трошоци за храна, домување, енергенси и други основни животни трошоци. Велат од ССМ. Од синдикатот и денеска укажаа на неопходноста од континуирано зголемување на минималната и сите останати плати, затоа што велат Македонија не смее да остане земја на ефтина работна сила, а работниците велат заслужуваат плата со која ќе живеат достоинствено, а не само да преживуваат. Статистиката на Евростат покажува дека на ниво на ЕУ Луксембург е со највисока минимална плата од 2771 евро, додека најниска е во Бугарија или 620 евра. Според куповната моќ пак, жителите на Германија имаат највисок стандард, додека најнизок е во суседна Албанија. Инаку од 27 земји членки на ЕУ 22 имаат минимална плата, додека Данска, Италија, Австрија, Финска и Шведска немаат минимална плата. На ниво на земји кандидатки и потенцијални кандидатки, Црна Гора, Македонија, Молдавија, Албанија, Србија, Турција и Украина имаат, додека Босна, Грузија и Косово немаат минимална плата. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за намалување на просечните малопродажни цени на нафтените деривати за 1,24% во однос на претходната одлука. Со тоа од вечерва на полнок бензините Евросупер БС од 95 и Евросупер БС од 98 октани поевтинуваат за 2 денара за литар. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 91 денар, додека Евросупер БС од 98 ќе се продава по најмногу 93 денари за литар. Цената на Евродизел се зголемува за 1 денар и ќе изнесува 99,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домакинство поскапува за 0,5 денари и ќе чини 98,5 денари за литар. Од комисијата посочуваат дека во пресметката е применета намалена акциза од 2 денара за литар кај бензините и од 4 денари за литар кај дизелот. Во текот на јули полицијата изрекла речиси 21.000 казни за сообраќајни прекршоци, а 496 лица биле лишени од слобода поради безобзирно управување со возило. Најголем дел од прекршоците, или над 4.000, се однесуваат на пречекорување на дозволената брзина. Речиси ист број прекршоци се евидентирани и за неправилно паркирање, како и 430 санкции за возење под дејство на алкохол. Во истиот период, полицијата одземала и 332 возила, согласно член 300б од Кривичниот законник. Од Министерството за внатрешни работи најавуваат дека сообраќајните контроли ќе продолжат и во наредниот период, со апел до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Министерството за внатрешни работи на Албанија прогласи за персона нон грата двајца албанци од Македонија поради сомневања дека вршеле активности спротивни на интересите на албанската држава. Станува збор за имамот Бекир Халими и за Валјон Белја. Според информациите објавени од албански топ ченел, одлуката за нивното прогласување за нон-грата следувала по информации на антитерористичките служби дека тие представуваат закана за безбедноста на земјата и граѓаните на Албанија. Наредбата на министерот за внатрешни работи Бесфорд Ламалари била испратена до државната полиција и граничните структури за спроведување.
Останете со Канал 5. Вечерва во Вести Плюс гостин министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно.